во колоната која беше шибана од студ и виулици, кога ги посматрав лицата посивени од студ на моите другари и очи зголемени, но гладни за сон, тогаш некако убаво се сеќавам, си го чув собствениот глас наследново. Тоа до ден денес го паметам и вечно ќе го паметам. Имено си го слушав гласот кај што шепоти: другари, случајно ако останам жив, вечно ќе зборувам за вас и за вашето дело. И ето, тоа го остварувам онолку колку што можам и онака како што можам до ден денешен. Се се чини дека мојата определба за ликовно творештво беше искажана уште во детството, уште во најмалите години. Имено убаво се сеќавам дека мајка ми многупати ме карала затоа што зидот сум го извалкал, тоа така таа покојната го мислеше, а јас нешто си шаркав. Во тоа време луѓето живеа, особено во зимно време, со мангали во одаите, и јас ќе одделев некоја ќумурче и така се разбира од ќумурчето се формираше и линија која го, по се изгледа, го најавуваше мојот животен пат. Значи, патот на ликовната уметност. Потоа како детенце во Чикмакот, со другите дечиња, интересно дека повеќе им ги гледа физиономиите, како реагираат на разни моменти, на разновидни моменти. И така и на земја, со камче, ги цртав онолку детски како што можев, а ги пренесував и на комшиските ѕидови. И признавам, не еднаш сум добил како награда известно ќотече. Потоа во школските клупи, во училишните клупи се случи тоа, знам дека уште во прво одделение учителката ме вадеше мене на табла да цртам разновидни зајачиња, кучиња, глувчиња, јагниња и така натаму. Значи,
на час по цртање, а сега ликовно воспитување, во суштина, јас бев така наречениот учител по цртање, јако уште детенце. Понатаму, повозрасен, како ученик во први клас на гимназија, тоа би рекло сега петто оделение, се случи на еден час по математика следново. Имено, додека учителот, ако не се лажам, се викаше Тишлер, ги создаваше формулите, или за тоа време задачите ние си ги викавме, и во една тишина, мрава, шо вика народот да помини се слуша, јас наместо формулите да ги бележам, јас го нацртав него. И јасно се тајам околу тоа. Меѓутоа, ученикот, мојот соученик, што беше до мене, некако со на детско воодушевување, викна само «Еј!» И при тоа се разниша тишината во класот и учителот се разбира одма со еден остар поглед и став кој тоа го стори. И стана детенцето, мојот другар, јас, господине, а зошто тоа го стори? Па и крева рамениците, па ајој, дојде над нас, особено над мене некако, и кога гледа на тетратката, наместо формулите, ликот негов. И за едно чудо се случи, наместо на некој начин да ми заблагодари, тој го скина листот, го завика на 4 дела, го стави негде во пазулата, и наместо да ми рече за другиот час, внимавај за понатаму нешто слично да не се случи, тој наместо тоа, признавам, неколку трешници по тилот, од кои, признавам и сега, дори и секој ден се сеќавам на тоа, просто звезди ми излегоа пред очи. И така, значи, јас ја добив првата награда, и право продолжија наградите оние од малата како дете и во училиштето. Како момче ме дозна и чаршијата и многу тогашни познати мајстори, а она позната битола чаршиска. Многу од ним, кога ќе ме сретнеа или кога ќе врвев таму низ таа чаршијата, ме покануваја. Дојди нацртај ме со челите вака, разни кондураджи, дограмаджи и така натаму, и ми даваја по некој од ним по некој динар. А тогаш еден динар, бидејќи немаше пари тогаш народот, еден динар беше многу, а имаше некои такви луцидни мајстори, и шо, кога ќе ми подадеа некој динар, ми велеа да си купам блок. И така, минеа години, почна да смрди на војна и почна друга атмосфера да се чувствува низ луѓето, оние повозрасните и сето тоа. И веќе се разбира, почна чекорите почнаја на војната некако. Меѓутоа, сакам да речам и друго. Таму негде околу 36-та година, така нешто беше, 36-та година, тука 35-та, 36-та година, кога легендарниот, сега веќе легендарниот Стеван Наумов Стив, бидејќи растевме во една мала речиси, кога тој дозна дека јас ето цртам, убаво се сеќам, еден ден ме застанува и ми вели: Тоде, те молам, веднаш трчај дома, и со една насмевка нему својствена, веднаш трчај дома и те молам, донеси ми едно блокче да видам шо црташ. И јас задишан го носам блокчето, и тој го гледа, а јас него го гледам и треперам.
И тој, Тоде, те молам сега вака. Ти, секој вторник и секој петок ќе одиш на пазар и ќе ги гледаш селаните, вели. Тоде, јас знам, вели, се мачат. Ќе видиш, вели, и син му, ако е дете, ако е со татко му, пред бреќите, и син му има брчки како татко му. Знам, Тоде, вели, ги гледам, се мачат, гледај ги ним, рече. Оттаму, Тоде, ми вели, после, ќе вртиш кај железарите, кај ковачите. Види, бе, Тоде, по цел ден се мачат за корка леп, се печат на оган. И гледај му и, вели, рацете, жилите толкави. Гледај му ги рацете, Тоде, и суратите. Ним цртај ги. И видете, ете, после толку години, а и пред многу години, кога почнав да размислувам за нештата, почувствував дека тој Стеван Наумов, иако уште дете, е изграден, е извишен со своите спознанија, ме упатуваше на социјални теми. И така почна одот на револуцијата. Величенствениот од на животот и на раѓањето на нашето ја, на нашата гордост и етика. Ние, момчињата тогашни, повеќе мина од нас, се претопивме во мислите и чекорите на таа величенствена револуција. И доживеав да се редам во редот на црвените колони, на нашите одреди и бригади. Се сретнав со галерија прекрасни ликови, бидејќи до вчерашниот роб, долговековен, сега го гледав пред моите очи, извишен до бескрај, човек израстен во саможртва, човек со најсветла етика, и тоа ме предизвикуваше уште по љубопитно да измерувам димензијата на нашиот човек кога ќе застане на олтар на слободата. А првиот цртеж го направи во Ноб некаде после свршувањето на февруарскиот поход. Имено сме веќе во селото Зборско, на некое времено одмарање. И сме во куќата на дедо Ѓорѓија. Бевме неколку души, 1/10. И бидејќи во тие планински куќи, во тоа село Зборско на Кожув планина, огништето беше на средина на одајата, и јас убаво се сеќавам, некако ме предизвика ликот на тој горштак, на тој планински човек, и јас низ пламењата на огнот го извадов нотевчето со помали димензии и почнав да го цртам. Некои другари се изненадија, но тука до мене беше Анджело, италијанче, и кога го виде тоа, и само викна на свој начин: "Тоде, ma Тоде, a tu pittore, tu grande pittore, ај мама мија." Еј, Тоде, тој се изненади. Еј, Тоде, вели, ти си голем уметник. Ај, мајко мила, и така натаму. И се разбира, тој беше првиот цртеж, но се совпаѓа сега, кога размислувам годиниве, се совпадна тој дедо, да се вика Ѓорѓија, а тој дедо, тој истиот дедо ни расправаше дека и Гоце Делчев со некоја чета на 2-3 пати поминал низ тоа село.
И значи му дојде како символика некоја, мислам тоа може да се разбере каква символика. Да. И така некако јас се разбира како јуше од дете, страмежливо, кога имав слободно време, оти крај на краишта, јас не ојдов за да цртам само во партизани. Јас отидов како и другите другари, нали, како саможртва за слободата на нашиот народ. Меѓутоа, признавам, секое слободно време се завлекував зад некој шип или зад некоја стена и крадечком, без да знаат другарите, си фаќав разни ликови и разновидни скици и така натаму. А се беше на едно мало нотевче, се разбира што си го носе во джепчето негде, на палтото и така натаму. Но, ете таа моја повлеченост не остана сепак незабележана некако и се случи еден ден вашиот колега доскорешен Бадев Илија, инаку кој беше член нешто на штабот, како истурена рака на агитпроп, тој дознал дека јас нешто шаркам и еден ден вете го, он беше енергичен така, и другар Тоде ми вели, имате нашаркано нешто? Имам, реков, нешто, дај да видам. И кога го врти тоа нотевчето, и ќе направиме нешто. И зеде неколку цртежи. По известно време, знам, ме повикаја во штабот и почитуваниот другар Лазо Мојсов, признавам тогашен мозок на втората бригада, Тиквешка, го разгледа и тој нотесот му покажав неколку цртежи и убаво знам само дека ме потапка по рамениците и ми вели, другар Тоде, ти само продолжи вака. Исто се случи и со покојниот Мито Хаджи Василев, и тој еден интелигентен, трезвен другар, јако сите тие релативно млади, но извишени, со познанија, известни. И тој така исто. И убаво се сеќам дека повеќе пати ме така напомин и познатиот другар Коце Солунски, а и тој, Тоде, дали имаш нацртано нешто? И така. Меѓутоа, сакам да речам, за жал, иако неколку останаја цртежи, за жал, поголем број од тие цртежи исчезнаја, минувајќи низ реки, низ Црна река сме ја газеле, и така, после низ оние снежни бури, и сето тоа. Признавам една друга работа, дека во тоа време воопште не бевме ни свесни ние, сигурен сум за тоа, веќе сега сигурен, години веко размислувам, дека не бевме и толку и доволно свесни, а и оправдано, колку ќе вредеа тие работи или колку ќе вредеше 1 милиметар линија од тие цртежи и така натаму. Дури се случувало понекогаш некој другар, знаејќи дека јас имам хартија, нотевче, другар Тоде, најдов тутун, дај ми една хартивче и јас, скини го цртежот, листот, јако со цртеж, дај му го да направи цигара и така натаму. Но, велам, тука е виновна нашата историја мината, нали тоа петвековно робство, се разбира, мораше и вакви жртви да однесува. Исто така да се спомене дека во таа самоклетва за време на февруарскиот поход се содржат и сите изгаснати животи на мои знаени и незнаени прекрасни другари и другарки.
Зарем можам да ги заборавам оние прекрасни очи на онаа младеж, кога за последен пат со широко отворени очи го голтаја, го впиваја последниот сончев зрак. Тие изгасна за сепак да изгрее сонцето на вистината. И затоа, пред таа вистина, пред таа почитувана вистина, треба да го спомнам и првиот миг на мојата импресија, што ја понесов од првата средба со двајца наши исто така легендарни другари. Имено при средбата со двајцата курири на главниот штаб на Македонија, со покојниот Пецо Божиновски и Ванде Нечевски Тунелот, јас почувствував дека тие ми заличеа на чудна приказна, волшебна приказна, на епска приказна, на приказна од времето на Гоце и Даме, на приказна од Лавчанската корија, ми заличеа на приказна од големиот Илинден, ми заличеа на приказна од Караорман, од Кожув, од Кајмакчалан. И земено сето заедно сосема е логично дека ме обврзува, ја обврзува мојата душа и моите чувства да го изарчам во прикажување на спомените од величието на таа наша незаборавна револуција. И уште едно нешто треба да споменам. Вистина е тоа, дека досега сум направил илјадници цртежи и слики. Меѓутоа, признавам и тоа, дека се уште не сум ни почнал да ја сликам револуцијата, а таа е голема, црвена, голема и голема. Она што не можев ни со линија, ни со боја да го прикажам, се обидов да го напишам, да го кажам со зборови, а тие зборови се оформени во раскази во збирката Црвениот виор. Имаше и денови кога мируваше барутот, и минути само, и ноќи имаше, и маршеви имаше додека мируваше барутот. Тогаш имаше и оттежнати нозе и потечени стопала, и очи што гореа за сон, и продолжени животи имаше додека мируваше барутот. Да, понекогаш мируваше барутот. Во еден таков ден, додека мируваше барутот и додека шаржерите, куршумите и бомбите беа скротени, затаени, додека од грлата на пеачите се изливаше песната "Синови сме на нашата татковина", додека по некој од другарите ги совладуваше буквите од азбуката, а другарите од драмската секција го репетираа популарниот скеч Ѓорѓи Магарески. И додека целеа раните, здобиени од претходните борби, очите и ушите на бригадата и живидниците беа на одредени места. Го чуваа животот на втората бригада негде на Кожув, додека мируваше барутот.
предаден експонат што треба, барем по мое, да ја прикаже некако во сублимирана форма сета одисеја и сите патила на моите другари во февруарскиот поход. Велам што треба да ја прикаже, меѓутоа во подсвеста сум свесен дека уште илјадници слични сцени не би го насликале вистинскиот февруарски поход, бидејќи вистинскиот февруарски поход си го носат и го знаат најубаво самите актери во таа драма. Меѓутоа, од друга страна, го имам во вид и кусиот човешки живот, па спрема тоа, а имајќи ја во вид и хуманоста и сето богатство човешко на нашата револуција, дека некои помлади од мене, може би уште поуспешно, ќе ја прикажуваат нашата револуција. Може би на свој начин, во некоја видоизменета форма сликарска, меѓутоа само имам една желба, да не бегаат тие наредни творци, да не бегаат од вистината и од светлината и од големината на чинот на нашата револуција. Инаку и стотини слики, и илјадници да се насликаат и не знам колку квалитетни по психологија или по структура, сепак вечно ќе остане една ненасликана слика, како што јас сум свесен дека никогаш нема да ја насликам целокупната слика на револуцијата. Но секоја слика, кога е готова, тогаш таја понесува и повикува за уште една наредна, за уште една наредна, за уште друга, за уште илјадници слики. И тоа е таа желбата да се наслика она ненасликана слика што ми е пред очите, што ми е во свеста и што ми е во ветувањето. Значи, се додека сум жив, ќе ја сликам таа ненасликана слика.